Метрополис, број 1 радиомрежа. Добро вечер, Македонија! Вие гледате најдобрата забавна естрадна емисија во Македонија, ти реков ми рече со мене Давид Давидовски, поддржана од најслушаното и најдоброто радио во Македонија, Метрополис радио, од All Electric, најдобрите електрични производи во Македонија и Сиора, органската козметика и револуцијата кога станува збор за козметиката. Ова е прва недела од месец ноември, навистина еден прекрасен месец, но јас секако имам чувство дека овој месец ќе биде навистина спектакуларен, затоа што за 3 дена од сега, на 10 ноември, ќе се случи концертот на деценијата, а за тоа заслушен ќе биде едно од нашите најголеми македонски звезди, мојот идол, музички идол, пејач, човек, голем човек и навистина сум среќен што ќе го устам вечерва, ти реков ми рече, ве молам голем аплауз за Никола Перевски Пере. Здраво. Поздрав до И сите. младата Надеж кога станува збор за нашата изумреност, можеме да кажеме, естрада, одлична пејачка, одличен вокал, модна икона во секој случај, жива барбика, јас би рекол, младата и талентирана Мелани Тарчуловска. Благодариме, добра вечер. Како сте, дечки? Супер, Прачите благодариме. ме мене на како- прашање. Одлично, Како одлично. си? Како Јас си, сум Давид? феноменален, малце возбуден, како што реков, затоа што Пере ми гостува во емисија. Да, се познава. Но за да се смири таа еуфорија, мислам дека е време да тргнеме со еден блок на реклами. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место, во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Се враќаме назад со ти реков ми рече, ја гледате рекламата од нашите спонзори All Electric и уште еднашка сакам да кажам дека тие ги имаат најбрзите електрични и најдобрите електрични тротинети, најдобрите електрични велосипеди и најдобрите електрични мотори, најдобрата мото опрема, како што оваа тука кукла. Ја па мислев дека е некој човек вака како сака да ме нападне, ама тоа било кукла. И нели најдоброто Метрополис радио кое нели нас те поддржува. Дечки, како што кажав, навистина сум возбуден. Пере, фала ти уште еднаш што ти реков ми Ти рече. благодарам и на тебе за поканата и чест ми е што сум Дали си во твојата возбуден затоа емисија. што за 3 дена од сега имаш концерт, како што кажав и во самата најава спектакл. Јас би рекол. Да, прво возбуден сум што сум прв пат во Метрополис овде и во овие студија и се чувствувам многу пријатно. А секако посебна некоја така да кажеме блага трема чувствувам во себе за престојните 2 концерти. 2 концерти. Да. Сум слушал муабети дека веќе се е распродадено. Дали е тоа точно? Да, точно е некако на наше еве големо изненадување. Знаевме дека ќе продадеме, ама не толку брзо, знаеш, за стварно за неполни, не знам, 8-9 часа се продаде првиот концерт. Тоа е рекорд Да, светски, да. човече. Да. Па светски. За нас е рекорд. Во Ја мислам суштина, дека да. во овие простори тоа до сега се нема случајно. Да, Да. за нас некако е, во суштина е некаков рекорд во продажба на билети. Сме продавале, да кажеме, не знаме, 2014 универзална сала, 2 универзални, дури третиот почна да се продава, ама третиот го откажавме поради Свети Никола тогаш. Баш се убав празник. Тој празник ти знам дека цел живот ќе го памтиш. Да, и некако така се погодија деновите и се повлековме од третиот, али прекрасни 2 концерти направивме во универзална сала и не ги продадовме толку многу брзо, али пак отидоа негде за Значи, за отприлика 9 години, месец дена, за да. 9 години пауза, сега на вистина верувам дека ќе направите бум. Па, Имате ли некоја слободна картичка, затоа што јас уште немам добиено карта? така, Мислам, не сум купил, ја не барам гратис. за тебе ако се работи, За мене и за Милан. посебна, Заедно Да, и за за мене. мене. ако треба, посебно столче ќе монтираат за тебе. Фала, аплауз. Метрополис, број 1 радиомрежа. Добро, значи рековме дека карта ќе обезбедиме, стварно сум
изненаден, ама во позитивна смисла дека све е продадено за толку брзо, сепак ние македонците знаеш како иде. Еј, не бе, тоа ќе гледам на YouTube, не бе, сега таму ќе идам, не бе, оној ќе ме види, не бе, за тоа ќе давам пари. Значи тоа го немаше за среќа. Па да, имаме Музиката нели се спојува. секакви коментари имаме да кажеме например? на страници веќе што нели постираме и рекламираме, мада овој концерт, да бидам искрен, навистина не го рекламиравме воопшто, значи нема ни радио реклами, нема ни плакати, да кажеме, се отиде преку Facebook, да кажеме, Instagram, само што се дозна некако и тоа отиде на брзина. Легенди. Ти благодарам, да, некој континуитет на вистина има, работиме овие 26 години и така. Иначе се и се што се коментира, како што кажав, баш онака, абе сега како може Волку картава да направите, па сега да ви е Волку. Ќе откриеме колку пари е на карта. Кој секогаш, нема врска, знаеш како е тоа. Колку пари е на карта? На 1500 денари, тоа е негде 25 евра. Да, доколку може некој да си дозволи, се разбира, да проследи на таков настан и војно да направи и чест на нас, затоа што И чест на собствените уши и расположението, дефинитивно. Па да, се разбира. Како што може да дарат, например, по 50 евра за обичен настав во диско, например, Да, нема врска за обичен ручек, за обична вечера. Не, например, Цеца ако пее у диско, за не се ќе дадат 50-100 евра карта. Да, али знаеш како... Музика Evergreen во секој случај. Знаеш како, јас им викам, значи, доколку немате таква можност, идете до било кој од вашите маркети тука во близина, купете си по едно големо пиво, да кажеме горско или не знам кое е, не е битно, не спомнуваме. Пластично пиво, иди си дома, чипсче едно дома, седни дома, пушти си YouTube и гледај Knockout Unplugged, ако не сакаш да дојдеш на било што. Слушал мабет дека ќе одите во живо. Како во живо? Дека лайв ќе се имитувате. Дека ќе ве снимаат и ќе одите во живо. Вечерта мислиш стриминг, мислиш на стриминг? Не, мислам дека македонска телевизија ќе го снима. Веќе направивме некој договор со македонска телевизија, они го снимаат сето тоа и се разбира звукот ќе мора малку да се подсреди, нели, односно да се тоа измикса како што треба, затоа што на крајот на криштата ќе го издадеме како едно DVD издание, како лайф издание, лайф ин Македонска филхармонија. Дали, например, јас како и мојата продукција ме права да дојдеме да снимиме нешто во бекстејџот? Секако. Кога станува збор за тоа, нашиот монтажер е еден од најдобрите во Македонија. Ќе ни биде драго и баш ќе биде куло, да дојдеш и до соблекувални, да дојдеш и до позади бекстејџ. Јас ќе бидам да запрекавам еден човек, но за тоа ќе те прашам малку подоцна. Првото прашање сакам да го поставаме, кои се твоите очекувања од концертот? Дали имаш секакви очекувања? Очекување од концертот, навистина, првото што ми текнува е да се чувствувам одлично на биното, дека го правам она што знам најдобро да го правам. Нокаут бар ќе има? Нокаут бар, мислам дека ќе го инсталирам и нокаут барот позади. Така што очекувам да бидам среќен на бина и да дадам, очекувам максимум од она, како што кажав, навистина, што знам најдобро да го правам и публикава да може да врати со добар фидбек. Така е. И сакаме да дадеме максимална онака позитивна енергија за тие луѓе кои што ќе бидат таму да си поминат преубаво. И како што кажи ти пред малку, да си направат, да ги прочистат малце ушите на крајот на краиштата. Да уживаат. Сега, интересен е фактот што Дарко Гелев Брейк се нема појавено на естрадата многу, едно 10-15 години сигурно нема. 10 години нема издадено песна. Добро. Од 2013 и сега тоа беше бомбастична вест, порталите се растури од пишување дека тој ќе биде твојот гости. Специјален. Да, специјален гостин Дарко Гелев Брейк. Ние се знаеме одамна и имаме соработувано на заеднички проекти, да кажам, и приватно сме се дружели и сме и пријатели на некој начин. Се почитуваме еден со друг. Ти го покани? Така што да.
Јас лично го поканив. Ме интересира како тој изреагира на почетокот, затоа што јас не- многу добро го познавам и тој мој не му пријател. се веруваше. Тоа беше дури уште во крај на јануари или почетокот на февруари месец. Оваа година. Оваа година, да. Многу мистериозен Значи, човек. да, пред 7-8 месеци, како му доаѓа, 6-7 месеци. И некако, прво, кога му спомнав, кога му кажав за што се работи, рече, јас и ти да се видиме со една така добра флаша виски, да седнеме на маса и да збориме за некои други работи, после за тоа, ако може, ќе се договориме. Како и да е, значи, не му се веруваше, и не прифати од прва, се разбира. Да. Ни беше чест, тогаш дојде на нашиот концерт во Интермесо, го правевме. Ни беше чест, го поканив да се качи тогаш на бина, така и се случи тоа, некако Беше? спонтано. Не сакаше да испее, само дојде, не гушна на бина, се поздрави со нас, онака и поздрави публикава и толку беше. И се повлече после тоа. Кога му договарав, мислам имав една понуда јас да му договорам еден фестивал во Куманово, ме одби одма. Устотика. Тоа беше летово. Поздрав до Куманово и до организаторите кои што ме контактираа мене за да го договорам него, ама ме одби устотика. Не, тоа не. Овој проект како проект на Нокаут стварно датира од 2007 година, да кажеме, како некаков етен нокаут, амплакт, начин, нашна интерпретација во однос на акустичните инструменти, во однос на песните што ги создаваме, некако малку поинакви аранжмани во различни простори кај што го дозволува тоа амплакт, да кажеме, како изведба. И мислам дека е доста успешен проект и проектот едноставно прифати и проектот не застанува тука. Сега тоа не можам да го и не сакам да го откријам. Да, нека биде онака интересно, ќе видиме што ќе се случи. Мислам дека со договорот кој што го имаме меѓу нас треба да заврши со уште два концерти. Уште два најавувате? Да, два, ама не се. Аплауз, што се случај. Аплауз, ја верувам, уште два Ама не се во Скопје, значи не се во Скопје. Добро, ако, добро. Не се во Скопје, со овие два завршуваме во Скопје дефинитивно. И другите два не откривам. Во кои градови се? Во кои градови се и Браво. кој е концептот и така натака, да. Имаме една рубрика на прашања која ги поставувам како Ask Me a Question на Инстаграм и пишува различни прашања и видов едно прашање кое што дефинитивно јас сакам да го поставам, па еве сега првен ќе го поставам тоа прашање. Добро. Интересен е фактот што Дарко Гелев Брейк има една песна која што фактички таа песна е и твоја песна, а тоа станува збор за Лебедот Бел, мега хит кој што се пее на секоја прослава, на секоја забава. Не, тоа е моја песна, а ја изведува Дарко Гелев Брейк. Иначе Затоа што кога ќе отвориш, знам дека е твоја. Ама кога ќе отвориш на YouTube, Лебедот Бел си пишува Дарко Гелев Брейк, Лебедот Бел. Да, го некако изведува, се разбира. Во тој период така и се поклопи тоа, затоа што тоа беше дел од Нокаут 3, фактички материјалот кој што требаше да се појави, односно кој што го снимавме во тој период 2004, 3, 4, 5 година. Еве, ќе прашаме Мелани. Мелани, која верзија, се таа песна е на пере, тоа е факт. Добро. Недавно тој не го потврди тоа. Добро. Која верзија тебе од Лебедот Бел ти се свиѓа повеќе, од Дарко или од Пере? Не дека е тука, И Брейк е тука. ама од пере. Абал. Значи, јас така ја знам песната, така да... Знаеш песната? Дали ќе може да чуеме од вас двајца? Ама како да ти кажам, сега не ја знам да можам со текст и све да ја отпевам, ја знам како песна, знам дека ти текнува. Океј, одиме со еден краток блок на реклами, а после ќе имате големо изненадување. Пере ќе ја пее Лебедот Бел, зинат на душманите, така ли е? Така е. Ајде одиме со краток блок на реклами. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје.
Браво! Браво! Пере, одлично, браво! Метрополис, број 1 радиомрежа. Се враќаме назад. Пере, дали ти примети нешто во нашето студио? Нешто интересантно, јас се не рачунам. И нашите спонзори се не рачунат, што се навистина квалитетни и добри. Па прво приметив една прекрасна дама. Тоа сакам да чујам. Како што кажа во најавата, жива Барбика Милани Трчуловска. Овој млада девојка, девојчица, скоро полнолетна, така ли е? Веќе сум. Добро, само што наполно 18 години. Пред пола година. Добра, пак си свежа, Давид. Еј, јас кога правев 18 лев, таков, ајде, имаш што многу форми леп. Така. Слушај се вака. Кажи ми го. Во Тиреков ми рече, гостувале на вистина многу пејачки со големи кариери, постари многу нормално од тебе, Така. концерти, настапи. Така. И дефинитивно ми доваѓале обично облечени во емисија, за разлика од нивните Навистина. настапи. Да, многу ми изненади со твојот стил. Ти благодарам. Прв пат те гледам во живот, Така. и во живо. И во Така живо, да во навистина ми изненади. Јас нели те пратам на Инстаграм и на YouTube и Да, се, така да. да Лалда ти е со стилот многу ми И ја гледам прв пат. Ти благодарам. Млада е, сега имаше нели надпревар во српско музичко шоу. Так, Затоа ќе зборим малце подоцна. Да. Ме интересира твојот стил, од каде оваа идеја? Па види, идеите се црпат од секаде. Добро. Денеска имаме можности од социјални мрежи, од YouTube видеа и луѓе што имаат навистина стил. Јас инспирација земам од луѓе што имаат навистина стил. И не зборам за стил од типот фустанче и нешто ќе додадеме, па некое марамче. Сакам да е нешто иновативно и сакам да е нешто ново. Така. Знаеш, некои ствари колку и да сакаме да ги презентираме како јас сум сега Да. таа, јас носам нешто ново, не може. Некој го пробал, некој го облекол. Многу ретко нешто да се најде Се е веќе измислено, да. Така, се е веќе измислено. Ама можем да го направам во некоја своја варијанта да биде на некој мој начин. И тоа го направи Да бидам дефинитивно себе најдобро. си. А дали е тоа вака во главном твојот стил или вака само за емисија денес? Па, овој живот, овој бизнис пат, бизнис шоу, Шоу. се залага за овие работи. Апсолутно си оправо и на вистина на добар По пат. дома сигурно не сум вака. Па добро, да разбираш. да, разбирам. Одлична си во секој случај. Преска, само заборавте да кажам дека концертите во Скопје ќе се одржат во Македонската филхармонија. Така е 10 и 11. 10 и 11 ноември, стварно сакам да дојдам. И јас би сакала да Ќе си дојдам. платим, Да, не, драго ја не ми е. барам Да. тука врски обона. А кога пишав на брек, дај викам, дај ми 4 карти, ја немам поврзаност, не вика со карти. Да. Ај вика како да е пе. Стварно е така и на нас ни барат, на вистина немаме И никаква... барат ли вака, пријатели? Како не знаеш, да, не, стварно не знаеш кој притисок и пријатели и оние Да, кои што разбирливо, да. и оние кои што не познаваат, стварно си прашуваат, па пишува онака као слушај, вика, па кој прашува, вика, знаеш, вика, добро е и да си прашам само, па ако добијам, ако не, не, и Да, да си ја пробам вика, среќата. Да, Било не баш, било баш твој. така да си ја Да, пробам среќата, знаеш. Така. А дали вие ќе се пробате среќата со одговорите на нашите гледачи кои што напишаа неколку прашања за вас? Тоа е рубрика, како што ја спомнав и Преска. Да видиме како што мислат нашите гледачи за вас и што ве прашуваат и што ги интересира. Никола го прашува Пере, тоест Никола го прашува Никола. Дали Пере ќе го започне убаво прашање? Ќе го започне концертот со песната Фатална обсесија, како што започна така и во 2014. Мислам Или дека нема да не. го откриеш? Па глупо е да откријам, нели? Да. Али нема да ја започнам со фатална обсесија. Еве ти Никола, еве ти одговорот Никола. А Владеца го прашува нокаут, Пере, така напишал, дали нокаут има конкуренција? Види, ако нема конкуренција нокаут, ние сме, значи, по автоматизам е утопија сами по себе. Така што секако дека имаме некаква конкуренција во Македонија и каква е и таква е. Значи, говорам за сцената, ние зошто го зборам ова? Затоа што немерливо е да се споредувам со држави како Србија, како Бугарија, како Хрватска и така натака во однос на шоу бизнисот, нели? Затоа што едноставно
Они имаат продукции, ние немаме продукции. Кажи ми ти една продукција која што се занимава, една продукција, значи. Затоа спремив една цела рубрика Да. прашања на вистина, Да. што сакам да ги одговорите, а би сакал Да, за таа тема и- после да ја чуем и Мелани, да видам како таа размислува, како млада пејачка која што туку влегува во овие опасни води, јас би рекол. Да. Еве ти, Мелани, за тебе прашање. Ајде. Од Катерина. Мелани, дали ќе продолжи постапките на мајка и Сонја? Милани не ни тргна по стапките на мајката Сонја. Оваа прилика голем поздрав до мама. Поздрав до Сонја Трачуловска, Омилена обична личност, пејачка, да. така. Мелани е во еден свој свет, Мелани е по еден свој пат. Единствена работа која што нас двете не спојува е музиката. Да. Она има еден пат од типот, она пее еден вид на музика, јас пеам сосема друг. Така е. Јас сум поп, денсхол, латино, трап, балади. Мама е повеќе, дали да наречам турбо фолк. Фолк, Фолк, да, да. што да не, па добро, да. Да. Она е со има тој хитови, правец. милиони прегледи на YouTube, така да... И тоа си Штета стои, што така е. и Сонја, нели, се повлече од музиката. Да, да. Штета. Моje мислење е голема Ќе ја штета. вратиме. Ќе ја вратиме, да. Колку е висок Пере, прашува Моника. 1,72 м. Па добро. Окей. Абе, Моника, тебе друго те интересирало место за 170. висина. Да. Катерина, добро, ова го прашав. И Наталија прашува во какви односи се Пере и Франц. Па моментално не сме во никаков контакт. Иначе ништо немам против Франц, Еве, јас ќе те така натака прашам, и така натака. Кога Да. завршивте вашиот контакт? 2000 последниот концерт ни беше 2014 година. Во универзална сала, после тоа дечкото едноставно одлучи да се пресели за Америка. Јас се преселив за Барселона. Да, и за тоа ќе зборам. И тоа беше некако некој период кај што тука ние се разидевме со мислите, али он најверојатно никој на никого не може да му забрани што сака да прави у животот и Така е, кај да живее, знаеш. Јас одлучив да останам овде и да Расчистени си бевте со се, немавте Па, никакви проблеми. знаеш како тука е веќе егото доаѓа до Над човечноста? над човечноста, до израз, да кажам. И тоа е онака изразено малку повеќе од што треба. И знаеш, во тие моменти кога ќе ти каже некој, слушај, ние што работевме, што работевме, тоа е до тука, јас се селам да кажеме, ова не може више така да иде, ти си, знаеш, во тој контекст. Да. Али секој си има право, нели, одлуки на животот и што сака да прави, кај сака да живее, така што јас одлучив овде да останам и да го твориш, да творам. И сјало утре Франц. Добро. Вика, Пере, сакам да направиме нова песна, нов албум, сакам да се вратам заеднички. Не бе, отворена му е вратата на него. Стварно? Секогаш, да, си во хороскоп? немам јас такви предрасуди, Овен. Овен, ти си добар Да. човек, браво. Аплауз за овните. Ти го имаш. Кажувам понатаму дали имаме некои... Исто и он е Овен, За разлика такава од моите информација. колеги водители, јас секој што одбирам нормални прашања, за разлика од другите, не е битно на кога алудирам, што поставуваат глупи прашања, с такви прашања само не ги гледам. А имаше некои безобразни глупости. Добро, Дај бе да Марија видиме што е. прашува кога Мелани ќе почне со настапи. Мелани ќе почне набрзо со настапи, само го чекам правиот момент. Мислам, ние сега се запознаваме, не ме знаеш како човек, не ме знаеш како човек. Јас сакам се да ми оди слеано. Сакам полека, постепено, скала по скала. Така сум воспитана, по тој правец сакам да терам. Едноставно, кога ќе е правиот момент, кога јас ќе се осетам. Така е. Сега, сакам и песни да си присоберам. Не сакам само да пеам, например, од другите изведувачи. Сакам и нешто свое. Така е. Барем јас имам такво мислење за целава ситуација. Така да се надевам дека многу набрзо би почнала со настапи. Одвај чекам да Да, почнеш, дефинитивно ќе ти те ги поканам, обавезно, ќе те ќе дојдам поканам во обавезно. прв ред. И вискито И тука. бекстејдж. Може, не е проблем. Сега, Сандра да не ќе ни направи... не, Сандра имала друга конотација, испаднала безобразна, добро. Сандра праша овака, Пере е многу сладо, го обожавам, ама многу ми личи на Џони Деп. Ама има ли? Види. Навистина? Џони Деп си еден човек, Пере Што се знам злочи. што да кажам на овие прашања, овие коментари. Си се соочил да сега некој да ти каже дека личиш на Џони Па Деп? да, мислам. Или па дека Џони Деп личи на Пере?
Уствари е така. Така е. Уствари он личи на мене. Јас се личам на мојот дедо, во суштина. Како се викаш? И он на времето има живеено и Америка. Да не Джони Деп. Не, Да, кој да, знае, да, не може сакам да има. ти кажам кој знае што правил тој период. Да, Тоа баше да. тој Да, да. период кога живеел во Америка, така да Си пускала на страна нешто. кој знае што правил таму. Се шалам, значи Да. Не те повредува тоа, нели? не ме повредува. Окей, значи добро е што Сепак со Джони Деп личи Джони Деп да напред. те споредат е убаво, не е убаво да те споредат со, да кажеме, со Синан Сакич може или нешто така. Ти иritira Синен Сакич, мислам, он е покој. Не, он е да, извини, значи Да, нема врска. нема Сакам, врска. добро И е, прекрасни да те прашам. ствари, и Да, прекрасни да, ствари да, и се да. тоа, ама сега како Слушаш ли некогаш дома Трубофолк? не Ја слушам. презираш таа музика? Па искрено кажано, дали ја презирам? Едноставно не ја слушам, не ја примам мојот организам, разбираш, Да, да. енергетски не ја прима, така што не можам да забранам јас на некој да не ја пушта, ниту да не ја слуша. Знаеш, мислам тоа е многу глупо, затоа што демократија е во прашање. Апсолутно. Ама кога дискутираме за некаква естетиката е тука кај мене на едно, што знам, за мене. Да, секој си има нели право на избор. Да, Така се. За вкусови не И се не можам да споредам еден инексес со за мене кои се топ of the топ, да кажеме, Да. бендови во светов. И он е покоен исто. Да. Майкл Хачкинс, да кажеме. Не? Со Синен Сакич. Види, значи, тука сега нема ни Се шалиме, нема ни се шалиме. споредба, се шалиме. Ја не сакам да навредам Не, беше. никој да не бидам така сватен, да сакаш. Да, во секој случај. Тоа ми текна вака како Да. како име. пример, значи, за една како компарација. пример, да. Океј, Милани, интересен е фактот што ти си еден од ретките примери кај нас што само на 15 години учествуваше на овој фестивал Така. Grand Voice во Малта. Малта, да. Се случи многу спонтано, инаку. Golden Voice. Јас Golden Voice, да. Заборев да те поправам. Се случи многу спонтано. Пак ја кажам, мајка ми е таа жена што секогаш ме турка, секогаш ме бутка. Таму има настап некој нешто да се направи, да се сними, да се отпее. Ја помислев до Мораш да одиш. собата будка дома да одиш. Не, значи мораш да одиш, настапи, кај да треба, што и да треба, ти мораш да одиш. Јас сум на пример поинаква. Ако ми се Каква си допаѓа, ако гледам дека ми е интересно, дека е мојот свет, окей, може. Ако не, некако и се повлекувам и си имам своje мислење за нештата. За Golden Voice на 15 години, како што каже и ти, ја отпеав песната од Bruno Mars, When I Was Your Man. О, браво. На англиски. Сите пеевме на англиски. И беше онлайн таму на поради македонски да пееш, ситуацијата тешко дека тогаш. те разберам. Да, беше онлайн поради ситуацијата тогашна. Да, корона. Да. Па и перед 2020 се има награда од Макфест, Корона Тайм. Да. Па да. Да. Да, освоивме Секоја чест. тоа Гран При, освоивме, па не знам, мислам дека одма после Макфест или за време на да, извини, за време на време. на Беше корона ударот. беше. Да, тоа беше 2019 имаше корона. Добро, тоа у Кина почна. Да, Да. Поздрав за сите од Кина, Јапонија, да. Благодариме, навистина. Нема врска за ова со Малта. Зборот ми беше дека добив и награда. Браво. Бев второ пласирана од можеме да кажеме повеќе од 40 држави ширум светот. Стварно? Да, повеќе од 40 држави ширум светот. Беше повеќе на европско ниво. Мада како и да е. Европа Тоа не е успех. Јас се гордеам не со е тоа. Како не? Како за еден почеток, девојче од 15 години Браво. се потруди Ајде да чујам тоа најдобро што што во може. живо да ми отпееш. Во живо? Да. Лайф. Што би можела да ти отпеам во живо? Ајде Бруно Марс. Што сакаш? Јас би мојата да ти отпеам. Ајде твојата сакам да ми отпееш. Конел Диабло. Ајде. Зора, танцувај до зора, низ ритам дај ми пораз. Јас не паѓам на такви лаги, стојам зад се што реков стојам. Ке покажам што мора да бидеш, ти си мојот одраз. То балча ке дојде, за мене се фати, за секое дело ти скапо ке платиш. Во мене гледај, мати ми го умот мати. А јас тивко танцувам,
Con el diablo, питаве, noćva me Ja ne znam da pevam. izbudova. Ja ne znam da pevam. Con el diablo, on nema takva moć, ja nema taura. Sami na polnak со него самостално рискантно. Браво. Уште сакаш да пеам? Ја искрено прв пат ја слушам, али вака во самово избрано Не, се гледа вози. дека вози, се гледа дека да. Јас ја пишувам. Браво. Браво, Мој значи, текст супер, и моја супер, музика. Браво. Одлично, одлично. Модерно. А на 16 години веќе одиш до Охридски трубадури. Така е. Која разлика драстична? Мислам дека уште имав 15. Уште имав 15. Добре, Не. 16 Уште имав 15, да. Без и разлика, тогаш- знаеш, малце тоа името е трубадури, дека така звучи, не Да, знам зашто, да, инаку, да. да, инаку фестивалите се Контроверзен стварно, секој случај, да, сега ова. да, фестивалите се место кај што Голем- можеш да се искажеш, да се Апсолутно, покажеш тоа апсолутно. што го правиш. Значи едноставно Апсолутно. го издаваш и се представуваш едноставно на фестивали. Колку фестивали има кај нас, кажи ми, ајде. Ја не знам. Мак На фест. браката со Баландово едната фест. Е, рака. па толку се, разбираш, да. И пивофест. И пиво. Да, да. И Сега ќе винофест, прават. добро, има. И слушате, ама тоа е некоја заебанција, ама не е битно, не е сега за време за тоа. Заебанција Добро. нека се спрдат луѓе, ќе прават некој фест, не знам, ракија фест, не знам нешто како веќе. Да. Може, нас ми одговара? Колку си многу амбициозна, дали ти си свеста? Не. Добре, Сакам ще луѓето кои кажеш. ќе ме пофалат за тоа што денеска да има, зборам во моје име, да имам човек што ќе застане пред мене и искрено ќе ми каже: Милани, ти ова го правиш добро, ова го правиш добро. Ваков човек си Или таков. ти Се, еден Јас од вака те најдобрите гледам, машки имам вокали во ваква Македонија, он слика. ако ти потврди, тоа е тоа сега. А ја ова ако не е потврда сега што го кажам Да, дека да, така е. ова што го испеа во живо Добро? и како интерпретација, како ритам, едноставно начинот на кој што го правиш тоа едноставно ми дава чувство на нешто. Дали е позитивно? Не само позитивно, туку стварно енергетски ме почна да ме движи, знаеш. Да, вози ритмичка, Што- онака те тера да да. денсаш, да. Штом има таква некоја енергија, тоа значи дека е стварно успешно. Ти благодарам. Ја осрамевме сега, баш сакам да ја прашам за нејзиното Ние детство, за како- почетоците, ние за како нејзината човечки, ние- амбиција да. и храброст, ама еве малку одмор и веќе го прашаме Пере во тој случај. Не, тоа сакам да кажам дека ние како човечки битија Така е. работиме со енергија. Апсолутно. Дали се Тоа е првото нешто чувствуваш? што ќе го почувствуваш од човекот. Да, тоа е тоа. Секогаш, тоа никогаш не И лажи. целата работа е во контролата, значи Да. како ќе ја дозираш енергијата, Така. така натака. Пере, кој го открие во тебе талентот за музика, за пеење? Твоите За родители? за музика или види, значи тоа е моите Талентот, родители се да. разбира, талентот моите родители, значи не знам како да го кажам тоа од моја 2-годишна возраст, значи ми носи татко ми клавир дома, мало некој мини пијано, почнувам да нешто да свирам, да слушам и така он го приметува тоа, а татко ми иначе свири усна армоника. Браво. Браво. Да, има свој бенд порано, не е тоа оваква сега тема, али го приметува талентов кај мене и почнува тарабука ми купува, не знам, некоја детска гитара и така натака и ние цело време музицираме заедно. Значи ја нешто што ќе свирам или он нешто што ќе свири, ја го пратам на клавир. Знаеш, и тоа така почнува да влегува таа чивија во тебе, да кажам. И едноставно после тоа ме запишуваат на 5 годишна возраст во нижото музичко училиште, припремна година, па затоа што сум од многу мал ме запишале, ме виделе и во музичко дека сум талент, па идам прва година по втор пат ја репетирам. Стварно? Да, иначе виолиниста сум по струка, мислам. Да. Прекрасно. Виолината ми беше прв инструмент, завршувам нижо музичко, после тоа средно музичко, Средното музичко втората година е многу битна во твојот живот. Се запознавате си со Дарко Димитров Да. и со Конка Да. Кокоен. Така е, втора Ама година. првиот бенд ти беше аператив. Аперитив, Кој да. го отвори? Аперитив. Кој го создара тој бенд? Па негде крајот на значи кога завршува 8 одделение. Ау, Да, 8 одделение. Не знам тоа, знаеш некако природно, Те тоа не е амбиција влече, дека да. нешто ти сега сакаш Како популарен некој да знаеш бидеш. дека
Или тоа го правиш ради жени да бркаш или не знам што. И тоа имало. И тоа имало. Не, во све има по нешто, по некој сегмент, да. Ама во суштина музиката е првата е љубов, импресија и нешто што длабоко го чувствувам и го носам во себе и како експресија го рефлектирам, разбирам, значи го isfрлам и после тоа некако ми се фраќа као некоја рефлексија. Битно, така. И тоа е тоа, и тоа е некој круг кај што после тоа Да. Кога и како се создаде нокаут? Прашање, мислам дека целата наша и млада публика која не прати... Нокаут е баш создаден тука на скалите кај Музичка академија. Значи, ја и Дарко Димитров, Дарко Димитров... Дарко е од тебе, мислам дека малце се постар. Не. Мислам дека е 5 години. 5 или 6. Па добро. 5 или 6. И јас бев негде втора средно, он веќе дипломираше на академија, на музичката академија. И тука се запознавме затоа што ме видел на некоја од емисиите во тогашно време со аперитив. Му било многу интересно, вика, добро пееш, вика, добар некој стил имаш, вика, на пеење. Вика, работам некоја музика, некои лупови. Вика, имам некоја музика направено, ако сакаш да дојдеш, да слушнеш. Вика, што правам? Па ако ти се свиѓа тоа, да земеме некако да го, знаеш, да го сработиме. Да. И викам, зашо да не? И така настана тоа. Односно, прво ме покани, пошто као добар ова, ме покани на завршниот концерт, тогаш се растура Нулта Позитив беа. Нулта Позитив као бенд и не викна као предгрупа на концертот со аперитив. Да ги загреете. Да ги загрееме, да, и после тоа Нулта Позитив настапија, има отишен концерт во тогашен хард рок дискотеката. Сега младиве генерации не го знаат хард рок, али... И ја и газдата ги знаат. Да, ти и газдите ги знаеш. Ама сакам да ти кажам дека беше многу успешен концертот и после тоа фактички дојди сега до кај мене, до студио, да видиме, отидов и она што го слушнав као него во тој период што го работеше беше навистина некоја иновативност во однос на продукцијата. Тоа што го слушнав кај него го немав слушнато никаде претходно овде во Македонија. Тоа така да го прави, тоа така да звучи. Знаеш. Така да на некој начин од тука тргна се, почнавме да правиме материјали, па онда му беше негова е фактички идејата и за некаков бенд тука да се формира, слушај да викнеш, вика уште еден, двајца, тројца. Инспирацијата за името нокаут? Инспирацијата за името на нокаут, мислам дека ние дадовме некој име, моје беше Time Out. Time Out името и се викавме некој одреден период онака Time Out, знаеш, као некој замислено име, уште нигде во јавност. Time Out, па се ајде не е Time Out, нешто да биде ударно. Нешто друго да биде, разбираш, и нешто тоаш Киро мислам дека беше као некој предлог нокаут, па онака го прифативме тоа као некој музички нокаут кај што ќе се појавуваме тоа да нокаутираме фактички со музика. У таа смисла беше кажем, иначе за мене нокаут е многу глупо име, као онака не, пази, глупо име онака да му даеш бенд нокаут. Да нема нека погрешна конотација за сваќање. Да, ме сваќаш и стално се кога го куцаш нокаут, стално искачаат некои рингови, некои UFC, нешто, разбираш, боксови, нешто и така натака, као нели удар во боксот, уствари нокаут као удар во музиката, ете тоа. Па тоа е добро. Да, тоа е. Добра метафора, браво. Да. Така. Колку е различно времето да си популарен во тоа време и сега? Да ти кажам тоа не. Фали ли тоа? Види, и тоа што сум сакал да идам на пазарче, на зелено пазарче и да прашам колку се јаболкиве, компирите, сирењево и денеска го правам исто тоа, ме сваќаш и немам никакви да кажам комплекси во однос на тоа, ме сваќаш да искочам надвор тренерки по папучи, по так сваќаш, значи ја не живеам
Па и у Австралија да живеам, и у Америка да живеам, мислам дека исто го пратит звездите таму. Тоа едноставно е само некаков шоу бизнис кај што они се појавуваат на телевизија, тоа медиумите го презентираат, а у суштина животот во позадина е сосема различен, сосема друг. Да, далеко од реалноста. Далеко не далеку од реалноста е ова што го презентираат, нели, Тоа. во таа смисла, така. Да. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место, во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Дали ти фали АЦ Конга на твоите настапи? АЦ Конга не ми фали само на моите настапи, АЦ Конга ми фали, да. Не, АЦ ми емоцијата, фали онака, дали како почувствуваш човек, некоја емоција на како твоите нешто настапи што кога пееш? онака, пошто едноставно кога го изгубивме човекот, изгубив и онака дел од себе изгубив, како ти кажам, едноставно го чувствував како, еве да кажам, мој втор татко, затоа што беше најстар член во Нокаут. во првата постава на нокаут. Тоа е малце, знаеш, и тажно и од друга страна многу работи ме поврзува со него, онака и во приватен живот и многу добри пријатели. Годиште, ако не се лажам. Да, 61. Прво годиште. Ти се наоѓаш тоа како татко, како постар човек, да ти даде некој совет? Се разбира, значи јас затоа и го некако предложив да влезе во групата, затоа што јас и Ацо Конга се запознавме во тогашно Виктор Викторија, негов кафич, негов кафич близу музичкото училиште, кај што искачавме сите кои што сме у музичко, диригенти, не знам, оперски пејачи, разни, значи изведувачи така и музичари така натака. И тука фактички ние почнувавме да слушаме good music, баш world music. Затоа што он имаше онака палета на музика, фонотека, да наречам, на стварно една огромна лепеза на цедиња, на плочи и така натака, особено посебно цедиња во тоа време и касети, извини, и касети имаше неверојатен дек, квалитетен. Извини, од каде ти потврдуваш за касети? Ти не си била родена. Зашто како потврдувам, па јас кога ќе си отидам кај баба и кај дедо на гости, јас имам касетофонче со касетички. Добро, јас. Мајка ми на времето како слушала песни. Јас имав можност да ги видам тие работи. Дете малку касетите веќе престана да се употребуваат и почнаа цедења, да. Сакам да ти јас кажам, имав можност само да ги Зацо видам. Конга и тука тргна целата приказна, значи и со нокаут и од тука јас, пошто го правам ова со Дарко Димитров и така го поканувам, знаејќи во меѓувреме дека он е уствари перкусиониста, дека се занимава исто со перкашен, дека свири конги така натака. Метрополис, број 1 радиомрежа. Сега пази, Политика те барал ли некој да пееш таму? ме барал, да. Кој? Ме барал. Да кажеме сите. И Политички партии, да. политички партии, повеќе политички партии, а кај нас се две политички партии. Дали ги одбиваш? Си пеел до сега? Пред 25 години, пред да биде првиот албум, баш кога издадовме ABC едно друго, тоаш баш Баранко Црвенковски беше нешто као на, нели, доаѓаше фактички, актуелен, доаѓаше нели на власт. И тука околу пред некоја предкампања беше тоа некоја. Знам дека бевме нешто во Крушево, хотел Илинден. Отсвиревме една вечер толку плейбек една песна, две, и тоа беше онака нешто за смешно за пее за 100 марки. Да. Во тоа време, да. Тоа бе. И сега исто. Уште немаше, мислам дека немаше евра. Разбираш, марки беа нешто и така. Нешто, да. И толку тука застанавме со таа приказна, понатака нешто за во политички контекст. Во политички контекст не сме влегле, сем пред исто
кога беше она за НАТО, нешто дека треба да не примаат за НАТО. Да, која година беше? 2019, Да, која беше? да. Малку тука бевме менаџерски изманипулирани ние како бенд. Тоа не го знае публиката си коментира она, бе, овие сега, разбираш, Предавници? предавници, не знам што, не знам како и така натака. А нас ни беше од менаџерскава страна укажано дека тоа ќе бидат некакви бели ноки, ние дека ќе настапиме Да. на бела Да, ноки. да. На бела ноки. Да. И тоа така беше играно, не само на нас, туку на повеќе бендови кои што Изведувачи, изведувачи и да. така натака и ние и пред да настапиме, ден така, слушај, знаеш, тоа бели ноки ќе бидат, ама овие што ги поддржуваат НАТО нешто сега ово она, мора нешто да ставиме у позадина, знамење и така натака и така. Викам, окей, Абе, јас сум само изведувач. Да. Не ме нема сварај. врска. Нема врска. Тоа така стварно не се занимаваме со такви работи, а не си свесен колку може да те наместат и да ти направат да онака во позадина да изгледа некаков одвратно. некаков Имате, да. лош фидбек да имаш ете Апсолутно. од оние што те сакале, тоа да те гледаат сега као види се ово што примара. Уметноста според мене треба се држи подалеку од политиката, кај Да. нас тоа не е така за жал. но- Не, пази, значи шанса нема. Значи тука се е поврзано со политика и Да. кој кажува дека нема поврзано со политика или не знам што, стварно избегнувам колку што можам. Максимално. Јас имам Значи едно нит сум прашање. поврзан, нит сум Слободно. поврзан политички, нит сум како да ти обяснам. Тоа е ред, Али тоа што го пази, тоа што го правиме, оние што не плаќаат, оние од кај што заработуваме да кажеме, нели, и хонорари и така Да. натака и така натака. Да. Тоа сигурно е некако поврзано политички, не може да не биде политички. Така е. Затоа што Значи, живееме политиката влијае врз сите сектори. па готово тоа е влезена више у крвта У на крвта. народот. У крвта на народот, чипот е таков у народот, значи Мила, што сакаш да прашаш? Дали пред настапот знаевте дека ќе пеете на пример на некоја политичка конотација, настап со политичка конотација? не Дали некој ви известува дека Значи, дека ќе има тогаш, такво значи нешто? тогаш не тоа е единствен пат ние кога сме настапували. Иначе сме имале да кажам Можно. како ги викаат тие понуди, непристојни понуди или пристојни понуди, како да ги добро. наречам, нели? Да, да. Непристоен предлог. Сме имале непристојни предлози многу. Значи, вака, идеш у партија и ти збори од таа страна на масата, со документите и тоа. И колку пари, сега ти му кажеш колку пари. Како толку пари? Викам толку пари. Чекај се, и стано и иде од седно и од другата страна на масата и... Број! Не. Иде гледам. Добро сега, тоа за колку, за цело вакво, не бе, викам за еден настап тоа толку. За еден настап, добро, за сите настапи, па толку пари. Колку? Дали ќе не? Па не бе, многу пари. Значи, стварно за мене се тоа многу пари, разбираш? Значи, не, се извинувам, удирам во микрофона. Режија? Че за мене се тоа многу пари. Ако се појавувам на нешто такво, стварно ја треба да имам некаков опасен фидбек од тоа и опасна поддршка, значи издржано да биде сето тоа. Метрополис, број 1 радиомрежа. Како тато Јохан реагираше кога дозна дека ќерка му сака да биде пејачка и како, дали те поддржува денес? На почетокот не ме сваѓаше сериозно. И со тек на време како почнав да покажувам, пошто јас сум човек што сака со постапките да покажеш и што сака и колку уме и така натаму, постапките кажуваат за мене. Да. Почнав да пишувам, почнав да творам, почнав Браво. да се интересирам за тоа, почнав да се снимам, бев и средно музичко, се запишав во средно музичко училиште, Ти свирам свириш клавир инструмент? Да, клавир, и браво. гитара. Само клавирот ми е основен инструмент. И почнав премногу длабоко да навлегувам во целиот тој свет. А бев премногу млада, бев 15 години. Се навикна на тоа и го прифати тој факт. Знаат и кои се и лошите мани, и добрите предности и тоа све се стои. Да. Ама на пример да знаеа дека јас нема да ги, поднесам сите овие терети што ги носи оваа професија овој пат. Мислам дека можеби поинаку би се одвивале стварите. Затоа што ми веруваат и ме знаат каква сум. Учениците, другарите, пријателите, онака секога стана позната, ги имате ли Добро. хейт кон тебе? Сега! Па секогаш го имало. И сега го има и го имаше од
моето раѓање, од самото мое раѓање. Добре, неизбежен е фактот и би ќе се морал да го продолжи поставам тоа. прашање. Како, например, кога ти го запозна татко ти? Кога прв пат го виде? Таа тема? На 8 години. На 8 години? На прв пат 8 го виде? години да добиам уште еден член во фамилијата. Конечно. Знаеш, мислам, не знаеш, јас би ти го кажала сега Да. тоа. Ние Сепак го ова тема нека биде гледавме. како во вид на мотивација на нашите Така, гледачи. така, да. апсолутно. Така можеме да... Само ова е премногу емотивна тема за мене. Не сум зборала до сега со никој толку отворено. Еве, ти си меѓу првите. Фала ти. За јавно мислиш, Так. Не за тоа што не сум можела. Веќе, како поминува време, човек станува имун на многу работи. И се навикнува и некако се менува, стварите се менуваат. Но не сакав поради некои своји причини. Едноставно сметав дека не сум спремна да зборам за таквите работи, за таа една моја приказна. Нели, секој човек си има своја. Јас имам своја. И тоа не значи дека јас, ако сум го преживеал ова на ваков начин, дека другиве луѓе помалку или повеќе пателе од мене. Да. Ме разбираш? Не е крај света. Ама за мене тоа беше, например, најтешкиот период у животот. Колку години имаше ти кога, можам да кажам, нашиот патриот Јохан Тарчуловски отиде во Хаг? 40 дена. 40 дена имаш? Да. Само што се родив. И мајка ми, како ми има кажувано приказнава, она ден се смеја така Брат ти е некош кога ќе постарат или збори. помал? Помал. Имам помало братче од мене 2 години и сестричка помала 10 години. Да. Мајка ми ја кажуваше приказнава, ми вика отишол да ми земе пелени. И марамчиња, јас бебенце. И колку што разбрав, по пат го има пресретнато и го има земано. Да. Како, кога раставте, кога прашувте мајка ти Сонја, каде е тато, кој не е татко, мислам, ме разбереш? Што е нормално. Што е нормално за едно дете. Така. Како мајка ти се сонаѓаше со сета тој? Со целиот тој притисок, сепак таа беше нели во тоа време мега звезда, како целиот тој притисок. Другарите прашуваа, Од родителите оваа им гледна кажувале. точка, јака и душа. Да. Јака и душа. Само бе Храбра пораста жена. се тоа, да. Баба и дедо беа секогаш Добро, тука со да. нас, од страна на Но мама. мајка е сепак друга работа. Таа го Голем беше мајка поздрав и и татко, до да. баба и до дедо. Јас сум и нивно дете. Тешко беше, Давид. Тешко беше за тоа што еве јас како девојче прво дете, брат ми се роди отпосле, 2 години после мене. Ние не знаевме каде е он од прилика до 5-6 години. Мој. До мој 5-6 години јас не знаев каде е. Што ти кажуваше мајка ти? Јас него и го гледав и се сеќавам, имам некои матни визии од тоа Да. каде сме биле, како сме биле, но јас немам јасна представа како сум го поминала своето детство со него. Сите тие слики се превише Имавте матни. можност да одите Да, во Холандија? но не беше тоа да кажеме сме оделе, сме го гледале, но не беше толку често, например, да кажеме. Некогаш, например, едниот месец ќе отидеме на недела дена, да кажеме, јас, мајка ми, брат ми, баба ми, следниот месец само мајка ми. Може би и после тој само мајка ми. И Имавте можност секогаш целодневна посета или како? Да, на почетокот додека беше, например, во Холандија, бевме превише затворени. Сега јас се сеќавам и на многу случаи, мене луѓето таму многу ме сака, и стражарите, еднаш им влегов на еден келја висок дечко, камерите какви што им се у затворов, и јас има влезано внатре и си се шумкав, тоа се сеќавам на тоа. И мама викаше по мене, ме бараше, до тој степен луѓето им ме сака и веќе не научија, таква бев темпераментна, стварно бев тоа детенце. Но Казната во секој случај нели се нама казната. да. Ова е Зборот ми од беше кога 12 на бевме- години на 8, така да, Да, во од секој случај 12 можеби на тоа 8. беше онака мотивацијски, ајде ке дојде онака што побрзо и побрзо. Зашто ти го спомнав моментот со Холандија? Затоа што таму бевме затворени во една собичка. Немавме можност, например, да излеземе и прошетаме за разлика од Германија, затоа што го префрлија од Холандија во Германија последните години. И таму имавме можност, например, една недела имавме куќичка каде што си престојувавме и излегувавме да шетаме сите заедно. Стварно? Да, него му дозволува тој да излезе Со од затворот. придружба? Не, без. Браво. Без. Тој работеше таму, јас колку што имам познавања, сликаше, редовно ни праќаше
како се викаат, не портрети на платно. На платно. На платно На платно. црташе. Улje na platno. Да. И ми праќаше слики од Марипоза, мене тогаш ми беше врв цртан и се сеќавам на брат ми исто. Некој тој фазон. Работеа таму. И мислам дека има тоа некаква поврзаност за да ги пуштаат така, например, на доверба. Он Немам сигурно некое- покажал дека луѓето стектале доверба во него. Луѓето го знаеа таму. Да. Луѓето го знаеа таму и знаеа за каков човек стана збор. И 2013 колку неправедно доаѓа тој во Скопје. беше таму. Имаше навистина спектакуларен пречек од тогашниот премиер на И се уште Македонија. се сеќавам, да. Да, Да. со авиони со се Да, стереотипи. да, И после влезе во политика. Татко ти. да. До кога се занимаваш? До дека не распадна владата стара? Да кажеме, краток период. Не Сега со траеше што се долго. занимава? Моментално све е на план приватен бизнес. Приватен бизнес. Ништо поврзано со зборам Политика? премногу со политиката. Тој си е тој човек. Јас не можам да го сменам. Ниту можам да ја сменам јас ситуацијата и тоа дека сум јас таа и дека Јохан ми е родител, дека ми е татко, ниту дека Сонја ми е Борец мајка. во борбата. тоа Апсолутно, нема што апсолутно. Голема почит, страхопочит према човекот, родител пред све, Да. после тоа и пријател. Каков и- живот имате изминатите така 10 натаму. години од кога он е тука? Па нормално дека е променето. Све е променето. Ништо не е како што било претходно. Јас имам сега и родител, имам татко. Ако како мала сум се срамела во училиште, баба ме носела, додека сум била, нели, малечка. Да. Се сеќавам само што се врати он, секој пат со него оде во училиште. И бев да се среќна, гордееш, да се татко ми во гордееш. училиште ме однел. Да, да. И бев, како, не знам како да објаснам, не знам дали се осеќа таа Емоцијата, среќа сега да, кога зборам да, за овие работи. Се сеќам за тоа што ми беше битно, мене Најбитно дека сега Јохан те поддржува. апсолутно, Кога апсолутно. збориме за деца и за години, браво, фала ти за приказната. Само напред и само храбро, јас те... Ти благодарам. Да, одлична си во Ти секој благодарам. случај, како што кажав и самиот почеток, немам никакви намери, само сака мотивација да бидеме на... Така си е. Да, кога сме ке деца, ајде, дали знаеш 2023 дека Пере стара по четврти пат, татко? 4 ќерки. Да. Преска кажа четврто дете и јас Да. се збунив 4 малце. ќерки, јас баш Да, и бе, во радио го 4. зборев пред... Кога... Честитки. Фала, благодарам да се враќа со убаво, со добро Амин, кај сите. амин. Интересна комбинаторика во години, мораш да признаеш. Мија има 25, ако не се лажам. Да, да. Вау. Мија 25, Каја колку има? 16, 16. Вау, Софи 3 и Ирис Исидора. 1. Ирис има 4 месеци. Да. Една, една. Да, да ми падна чудно. 4 Да, месеци. 4 месеци. Ова Да. последново за тоа што ги враќа сега во тој некој Ми е почеток. пејачка, ми е пејачка, кај договориме понатаму, иначе пратичи вокал во нокаут. Дали Да. уште Браво. Уште е, да, сега ќе биде. на концертот? Ми е пратечки вокал, во суштина вака на некои поголеми настани, поголеми концерти, ивенти и така натака. Секогаш гледам да е тука покрај мене во тие моменти, значи во тие некои да кажеме. Мија многу личи на тебе. Многу. Да. Па керка е сега. Да. Крушата под круша паѓа. Керките како викаат велат стари. така. Каја личи на Александра, и тоа многу. Да, може. Иначе Софи и Ирис ми се од вториот брак. Да, со значи, Јована. Со Јована. Е, сега баш ме интересира, те прекинав, извини. Јована колку години е помлада од тебе? 11. 11 години. Да. Е, мајстор. Што? Браво, слушате дечки, Да. браво. 11 години, зашто? Браво, тоа е респект. Па што? А зашто нема не, тоа е Зашто да супер. не? Љубовта не познава граници, Апсолутно. години, апсолутно, да. Да. Не, ти не Така. разбор, пошто си женска на друг начин му кажам, нешто он ме разбор. Браво, мајстор. Разбирам после емисијата. Да, е така. Сакам да те прашам како Мија и Каја се сложуваат со Јована. Супер, твојата втора стапка. одлично да ти кажам, дури сум онака Изненаден? Изненаден, да, ние сме со Јована веќе одамна, доста време, доста години. Така што низ различни циклуси и периоди сме поминувале, значи во животов и ние имавме некои исто драмички со Јована и така натака, ама секогаш тоа почитувањето и респект значи бил на ниво да кажеме од страна на моите први две ќерки од првиот брак. Ние по некоја
случајност, онака склоп на околности, живееме сега на иста улица, 20 метри од зградата. Да, сме, да, комшии сме, си доаѓаме, си идеме, едни кај други се дружиме, така што мислам дека да, па види, мислам тоа се деца, мене ми е должност како татко, како родител да бидам, како да кажам, одговорен. Така е. Значи, така е. да бидам одговорен и правам максимално се што можам да направам во однос на татковството, на родител, од страна, значи, и како родител. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мотоопрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Сега, сакам да изиграм с тебе една брза игра, или си ќе игравам, сакам да видиш искрен, онака, овенски искрен. Добро. Јас ќе ти поставам неколку наши пејачи, машки вокали. Морам да бидам искрен дека во волку долга емисија не сум учествувал никој пат во мојот живот. Ти се свиѓа тоа или не ти се свиѓа? Сем, не, одлично е, супер, мислам стварно супер се чувствувам. Муабет, овен имаш кејф. Да, сем за тие новогодишни нели прослави и така натака. Добро, тоа не преш муабет, тоа само тие не ги рачунаме, да. Како вие што немат носител, пиеш, јадеш и раје чао. Да. Владо Јаневски или Ѓоко Тановски, кој ти е бој? Во која смисла? Како пејач, како изведувач? Ѓоко Тановски. Да, зашто? Ми изненади. Па не знам, затоа што едноставно може ја нема таа харизма како што има Владо, али како изведувач, како вокал, Ѓоко Тановски ми е, да. Браво. Сега пази се. Пеце Супер Хикс или дечкиве од Дупер? Дупер бендот. Така ли беа речи? Па Пеце Супер Хикс од едноставна причина што него го знам, се познаваме лично и му ја знам креативноста и така натака, мислам, да. Одличен дечко, треба да го викнам. Да го викнеш. Да. Владо Јаневски или Дарио? Повторно. И човече. Сега баш ме интересира, ајде сега. Ме утепа сега, ме утепа. Ајде видим. Па нека биде Владо Јаневски, затоа што да. Што мислиш за Дарио? Дарио е, го пратам Дарио од деновите на Бонтон, значи уште кога од самите негови почетоци. И навистина има посебна една харизма кај него, посебен вокал исто и еден талент кој што го носи во себе и тоа што го направил до сега, ово последно време што го прави нешто не ми се свига, али претходно што го има праено, оној баш еве да кажеме почетоците од тој албум што му се Фанки у фазон, како му беше песнава, значи, да, и тоа му е кавер иначе и на него. Стварно? Да, од сега бендов не ми текна. Ајде, и онака, ујде би се дека треба да подолго. Али се најдобро. Јованов или Ламбела Баковски? Ламбела Баковски. Ова беше па. Нокаут. Па Ламбе ми е некако, не знам, по природен, по Костуваше ке мене уопште не беше природен, не беше природен. Добро пази сега, овие двајца ликови јас не ги познавам, верувам, мислам дека ти не ги познаваш, така да не знам како ќе биде изборот тука, кој е подобар. Вика вака, Дарко Гелев Брейк или Никола Перевски нокаут? Дарко Гелев Брейк. Е бољи од тебе. Ова, суето овде нема, може би е малце онака, знаеш како, ама браво. Метрополис, број 1 радиомрежа. Ова е твојот албум. Конечно. Може ли да го држаме јас вака како овие од Лото што беа, знаеш? Да. Вака тука на оваа камера ми дава да режија знак, а ја дека држам Переке збори. Ќе го презентира. Да, ова е нашиот четврт поред студиски албум во нашата 26 годишна кариера.
четврт студиски албум, инаку имаме и лайф албуми издадено до сега. Меѓутоа, конечно излезе нашиот четврт албум, као што се вика Нокаут 4, Што бараш ти во моја песна. И овие песни датира, да кажеме, од 2014 година до 2023. Не баш се, али една селекција е направена од оние песни што мислиме дека заслужуваат да се најдат на оваа компилација, на ова издание. Да. Со тоа што треба да излезе и плоча, ќе видиме тоа до нареднава година, негде чекаме фабрикиве за плочи правење, таму чекаш ред. Дали може да го видам? Како не е слободно? Да, како што ти најавив и кога дојдов, значи ова е нешто што е само како некоја визит карта, инаку ние имаме нели дигитални платформи. Може ли така? Од овие овде? Тоа е, знаеш, тоа е едно од најтешките прашања ми е тоа која ти е која милено дете Да, во случајот? да. Па од прилика, значи. Ама сепак баш ме интересира која е тоа ти е милена песна? Па еве ноември, да кажеме првата. Ноември првата. Да, првата ноември, да. Така ми е, некако и ноември ни е концертот. И ноември ни е И емисијата. сега ти погоди со која песна ќе отвориме. Тоа е тоа! Тоа е тоа, значи со Ебис. Да. Ако е така, одиме само на рубрика брзи прашања со брзи одговори да видам малце да ме запознае публиката во друго светло. Вака, ова рубрика се вика сум или не сум, вие ќе ми кажете искрено дали лажете, тоа не знам. Што сте направиле, не е се нешто многу безобразни прашања, или што не сте направиле, еве вака ќе почнеме со Милан. Вака, сум се... што сум напишал? Што си напишал? Сум се заколнала барем 100 пати во животот дека нема да пијам веќе никогаш по-пијана вечер. Мама и тато, кујната е интересна исто така. Нивната не е. Ајде кујна. Да, на пријателите. Пере? Сум. Колку пати? Тоа е небројано, знаеш? Колку таму, колку кажа? Колку? 100 пати. Малце се. Ека мене. Малце се вика. Сум лажел барем еднаш дека сум настинат за да одбијам некој нешто. Ова преска ме рекоа сакаше да дека бил настинат. Па добро, тоа се некако бели лаги, сум. Беле лаги, да. Да. За шала. Тие се Не сум признаваат. имал, да. Јас? Дали се лажала некогаш? Еве, например, сега кажи ти, дали бев искрен со тебе кога дојдов и ти кажав сакав да ти откажам, пошто сум стварно малце настинат и тоа го се чувствував приметуваше. и се приметува и сега кога Ама зборувам. фала ти ще дојде, да. Во секој Да. Да случај. кажем. Ова и ти? Многу ретко, ама знаело да ми се случи. Да, тоа Многу се ретко. случува. Сум имала барем... Ајде си имала, не ти го поставам прашање, не. Пере, ти ќе ми го одговориш. Си имал барем еднаш секс со колешкот с нашата естрада. Александра се не се рачуна, иако е новинарка. Не се сеќавам. Ој, ау, каков одговор. Па. Браво, со колку жени до сега си бил во животот? Со доста, со многу. И со фанови онака, пере, јај. Не, А ти кажа, че што пере нешто. на што ти личам јас тебе? Заводник. Во секој случај. А дали барем еднаш кога се загледувал во жената на твојот пријател? Онака, нормално, онака машки. Па глупо е да кажам не, мислам, кај да гледам. Пријателов е дојден со женава, така? Да. Што да гледам? Во него да гледам. Во жената се гледаш, тоа сакам ти? Јас Во не. во Не. Во дечко на твоја пријателка? Знам точно за во кој контекст ме прашуваш, не. Добро, кој тоа сакам? Јас сум да до слушам. тој степен верен човек за многу работи, не само кога се работи нели за љубовта. Не, За све. добро, не Таква дискутираме сум. сега за тоа. Океј, ама Рубрика интересна игричка. во дали секој си случај. гледала во... Дали си загледала во... Како силуета, ќе погледнам, аха, тука си топ дечко. Супер. добро, нормално. Welcome to the club. Здраво, ќе го погледнеш, што е тоа крајва, ајде завршивме работа, како што рече ти си верна, како што и верен на Јована, а ќе бидете и верни гости во емисијата Ти реков ми рече дали ветувате. Ветуваме. Самиот крај да дефинираме, Мелани, планови на брзина, кажи ми зиднина. Планови за иднина звезда да бидам, пошто звездите не се тука на земјата. Така? Да, Чичко пере? на небото. Ичичко На небото. пере. На Чичко небото. Јас сум пере. помлада, јас сум Шо, млад човек. помлада. Нема помлада.
се шегувам. Луѓе не ме сваќате сериозно премногу. Да успеш во кариерата, да успеам во кариерата, да вадам песни. Кога ќе ја извадиш Не се твојата гледам песна? тука, тоа е многу битно. Ако се поправат стварите, може би ќе оставам, да не верувам. Песна ќе извадам за многу скоро време, многу брзо, побрзо тоа што ја Тоа, очекувам. ако се вика, Самата дали ќе ни откриеш? Камерон. Камерон, тоа е Камерон. тоа, браво. Има посебно значење и тоа во наредно гостување ќе Обавезно. На Ќе го објаснам. 10 и на 11 одиме пере каде? Македонска филхармонија, почеток 20 часот, нокаут Unplugged концерт, специјален гостин Давид, брек. вечерта е Дарко Гелев Брейк. Мислам дека ќе имаме една исклучително добра и убава вечер и нека уживаат оние кои што ќе дојдат таа вечер. И на 10 и на 11 ноември. Добро, тогаш ако е така, тогаш ајде да изиграме уште една игра. На брзина оваа игра чиме така како веќе спомињаме карти, ние моментално немаме карти за твојот концерт, но ќе набавиме ако успееме во најбрзен можен рок, да видиме што ќе направиме. Од сега ќе извлечеме карти, но по краткиот блок на реклами, а играта е поента кој ќе извлече најмала карта ќе биде Полиен Свобода. Може ли? Уху, да. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric од центарот на Скопје. Метрополис, број 1 радиомрежа. Дечки, тоа е тоа што се десува за ти реков, ми рече за оваа епизода од месец ноември, прва недела од месец ноември, прва епизода од месец ноември, на вистина сум дечки среќен што гостувавте во ти реков, ми рече. Ти благодариме. Многу игри, тебе ми е многу чест. Исто и мене. Што ми гостуваше кај мене, се гледаме ние за кратко кај тебе на концерт и одиме кај Пери, се гледаме сте кај Пери на концерт. Чао, чао од нас. Метрополис, број 1 радиомрежа.